Зборува глас од Македонија. Зборува глас од Македонија. Емисија што допира до сите наши сонародници ширум светот. Добро вечер, почитувани слушатели. Ви се јавуваме со радиопрограмата Глас од Македонија, што се емитува секоја недела од 6 до 7 часот навечер преку етерот на радиостаницата CMR на Бранова должина 101,3 FM. Ова радиопрограма за овој час нека ви пренесе со мислите во вашата прва татковина Македонија, во земјата на сонцето и градината на рајот. Нека топло допре зборот и песната македонска во вашиот дом, а вие бидете секогаш дел од нас, за да и ние бидеме вечно со вас. Па, пријатна разонода со вашиот уредник и водител Драгица Белчевска. Почитувани, добро дојдовте на YouTube со емисијата Глас од Македонија, која е најстарата радиопрограма во иселеништвото. Моето име е Драгица Лапајковска Белчевска. Би сакала да ве поздравам сите вас, но истовремено и апелирам да ги следите моите емисии што ќе бидат во текот на идните денови, месеци и години. Јавувајќи се овој пат преку YouTube, решив да ја запознам јавноста, да ве запознам вас со чудотворните настани во моето родно место, а би рекла и свето место Велгошти, со светците од црквите во селото, кои се живи светци и се јавуваат на многу души намештаните, а исто така им помагаат и слично. Но на самиот почеток сакам да дадам еден вовед за моето родно село Велгошти. Верувам дека многу од вас сте слушнале за моето родно село, а и родно село на познатиот писател Живко Чинго Велгошти, предградие на Охрид, кој се наоѓа на североисток од Охридското поле. Надморската висина е 727 метри. Тоа е на патот од Охрид према Ресен и ова село е во Охридската околија најголемо, со 3250 жители. Од центарот на Охрид до центарот на селото Велгошти има само некаде околу 2,5 километри. Иако тоа е споено со самиот град преку улицата Елинденска, а потоа и со улицата 15 корпус. А тоа всушност е истото Велгошти, каде се изградени и нови куќи на велгошките ниви. А Охрид од Велгошти ги дели само еден мост, една мала река која летно време се суши и затоа и се вика Сушица. Имаме и друг излез за да се оди од Велгошти према Охрид или према Ресен, Битола и Охрид, а тоа е Навис или Вис. А исто така пократок пат до Охрид е и преку Видобишта, каде е пронајдена гробница на Охридската принцеза. Во 1894 година формиран е првиот Охридски револуционерен комитет, што го основа Даме Груев со охриѓаните Лев Огненев, потоа доктор Ѓорѓи Николов, Никола Филипче и стружанецот Александар Чакар. Потоа во манастирот Света Петка во Велгошти се формира револуционерната чета во која комит беше и мојот дедо Ристо Илиев Лапајко, кој во тоа време се одиграл и свечениот чин за формирање на ВМРО. Инаку, како комитско село, Велгошти е изгорено 1901, 1903, 1905 година од турците, а со земјотресот во 1911 година повторно било оштетено. И во време на Втората светска војна Велгошти не мируваше, се појавија борци, партизани, а еден од нив беше и мојот прв братучет од тетка Драги Вретовски, како и неговиот братучет Бранко Вретовски, а по кој го носам името добиено Драгица. Инаку тие двајца загинаа на Сремскиот фронт.
Пред да почнам со чудата што се случуваат во ова едно од светите места на Македонија, би ве замолила да кликнете на лайк и сабскрајб. Ќе отпочнам со манастирот Света Петка, кој е изграден во 1890 година по повелба на цар или султан Абдул Хамид и со помош на народот во времето на игуменот Наум Илинчев под Пештирската црква од сегашнава градба, зашто пронајдени се остатоци од малтер на Пештирска црква. Селаните сакале да ја изградат црквата на друга локација, на патот према црквата за Свети Илија, каде на црквата имало плевни, каде ги чувале добитокот овците. Почнале четворицата велгушки мајстори да градат, но другиот ден кога дошле, алатите ги немало и темелот бил срушен. Ги нашли алатите во непосредна близина на големиот камен до реката. Повторно мајсторите почнале да градат на местото и повторно се случило истото кога дошле другиот ден. Мајсторите мислеле дека некој го руши темелот на црквата што треба да ја градат, мислејќи дека е некој од турците што живеат во Охрид, па поставиле стража. Што се случува? Се појавува Света Петка во живо и им вели на стражарите мајстори: овде не сакам да ми се гради манастир каде овците ќе ми го гнасат местото, туку ќе изградите таму на каменот. Мајсторите зачудено ја прашале, но и исплашени: како ќе изградат црква кога таму има голем камен? А таа им рекла дека ќе можат. И така отпочнале со градба. Меѓутоа, за време на градењето, еден од мајсторите од таа голема висина, некаде околу 15 метри, паднал од каменот долу, а тројцата мајстори, насекирани, растажени, ги извадиле своите капи од главите да му оддадат почит на нивниот колега мајстор. И додека така разочарани седнале да одморат, го гледаат по кратко време човекот кој паднал, како доаѓа кај нив, а тие зачудено го прашуваат што стана. На тоа тој им вели дека некоја жена го фатила и го слегла долу до реката. Почитувани, ова е само мал вовед со чудотворноста на светците во селото Велгушти, што во идните мои емисии ќе ги слушате кои се тие чуда што се појавуваат, а многу велгоштани беа исто така и изненадени, но и задоволни од помошта што им ја правеше и ја прави самата Света Петка или другите светци. Но даваше Света Петка и порака до мештаните. Света Петка е жив светец која се јавува некогаш во Црно Адолама, а некогаш во селско руво од охридското село Лакочери. Жив светец е и Свети Илија. Доколку сте во Охрид, посетете го овој манастир, иако има и многу други цркви во селото, но оние кои првпат влегуваат во манастирот Света Петка, би сакала да им препорачам, нека се прекрстат и замолат, велејки: Света Петко, првпат ти доаѓам во твојава куќа. Исполни ми ја желбава, вие знаете која, а верували или не, им се исполнуваат желбите. Во наредните наши емисии верувам дека ќе се изненадите со големите чуда на светињата Петка. Кликнете на лайк и сабскрајб. Оставете коментар или можете да поставите и некое прашање што во нашите идни емисии, кога ќе завршиме со чудата во ова село, ќе почнеме и со македонската историја. Ве поздравувам јас, Драгица Белчевска, од радиочасот Глас од Македонија, а овој пат на видео на YouTube, посакувајќи ви во нашите емисии нови дружења, а до следната наша емисија, довидување. Наближуваат и последните минути од емитувањето на оваа вечерашна наша емисија на Глас од Македонија. Се надевам дека задоволивме дел од вашите чувства со содржината на емисијата. Благодарејќи ви што сте со нас, би сакала да ве информирам, доколку имате некои сугестии или поздрави до ваши роднини и пријатели ширум светот, слободно пишете на YouTube од The Voice of Macedonia, а ние
или со вашиот глас аудио ќе емитуваме во следната наша радиоемисија. Немојте да заборавите да кликнете на subscribe, кој е бесплатно. Со тоа ја давате вашата поддршка за да радиочасот Глас од Македонија добие поголем публицитет и слушаност. Повторно со вас сме идната недела од 6 часот навечер, каде преку радиостаницата на CMR и Брановата должина 101.3 FM ќе бидеме заедно со вас. До нашето наредно јавување, со желба за пријатна седмица, вашиот уредник и водител на радиочасот Глас од Македонија, Драгица Белчевска, ви посакува добра ноќ.